Секако предничи темата спорт. Македонија забележа 2 пораза во Златната лига во првите 2 одиграни надпревара оваа година, меѓутоа тоа не е причина да не си ги повикаме нашите одбојкари во студиото. Сега младите дезертираа, меѓутоа затоа оној кој што е прв на фронталната линија и кој што не се плаши од пожар, тоа е Дарко Ангеловски. Тој ова утро е присутен во студиото 3 на Македонската телевизија, односно студиото на емисијата Македонија наутро. Добро утро за Дарко. Добре дојде. Добро утро, Бранко, фала на поканата. Една малку подолга најава за да се подразводиш. Супер е тоа, ама ова деца не остаја на цедило сега. Дезертери. И какви дезертери се вака под моја капа се да знаеш. Се пренесува ли тоа во играта нивна или не? Таму се по-жестоки, не, таму поборни. се жестоки, да ти кажам сега, ја имам омладината малце со мене у мои раце се. А вие мислам постарите, што се од другата страна и младите учат моци од мене што треба, како треба. Мислам, сите позитивни и поднаучи ги малку истории. да доаѓаат во студио, да не се плашат од камерите. Само 3 камери има, нема многу. 4. Да ја кажам, ми се допаѓа студиово, убаво е. Прв пат сум овде. Ти благодарам на поканата и на најавата, така да, што кажа 2 муви со 1 удар. Многу убав денешен ден, еве, како што гледав порано, мислам сега како што видов и ден на пчелата, значи работен ден на работниците. Понеделник е згора на тоа. Пожарникарите, на одбојкарите викендов, што каже, изгубивме ние 2 утакмици со Естонија, нажалост не играв јас, може ќе беше исходот друг, ама сега треба и младата крв да се, мислам, да се пушти во оптех малце, затоа што има некои играчи што се доста стари. Да се исчеличи, да, ја тоа викам, сега треба малце да осетат тој оганот на теренот, како што е. Ќе одиме со ред. 2 меча во викендот, петок, сабота, недела. Петок игравме, загубивме од Естонија, сабота не игравме, Чешка и Естонија играме ги себе, неделата игравме со Чешка. Ајде прво со Чешка, најтазе, најновинарски е така. Максимални 3:0. Дали толку сме послаби од чешите? Реално да. Реално да, ако не сме реални, ќе кажам дека и Полска требаше да ја тепаме тука на европско. Сепак имат добри одбекари таму од другата страна. Сепак тие се баш професионалци, не се, да кажам, не сме ние банда некоја, ние сме таа банда што сме дел професионалци, дел не. Ама бандава малце се покажа дека вреди да знае да игра одбојка, ама вредат стварно неколку играчи, се светски играчи таму што и баш и млади дечки се млади, не знам, 20 на години имаат. Јас сум више од 30-та, јас сум искусен, не сум ни стар ни млад више. Работа доаѓа затоа што играат сите во светски лиги, играат, Бранко. И тоа играат баш и млатат добри пари, што се вика, живеат од одбојката. Ја живеам од пожарникарство, живеам од други работи и од одбојката од едно. Ја, кој што викам, ја имам повеќе професија, они имаат една. Повеќе извори на приход. Извори, да, на приход, ама и тие се добри. Естонците исто така имаат исто подмладена репрезентација. Не знам дали у тебе треба да гледаме или у камера. Во мене. Тебе. Си разговараме и си гледаме на монитор. Да, и работава е што и естонци имаат промена на некоја генерација. Имаат и они добри играчи, имаат све, ама знаете. И пасошот има некоја улога у таа работа. Европски играчи си одат си играат по светски лиги, особено по тие Франција, Италија, Полски, Германија, така што е добра одбојка. Многу полесно доаѓаат до... Па полесно да, ја види се, ако сакаш да купиш некој играч, мене да сака да ме купи, ќе потроши грдо пари, ако сака да земе бугарче некој или некој друго со европски пасош, е многу поевтино како домашен играч ме. Ама не исто да го имаш шапка екипа и да го немаш. Нормално, особено за маркетингот и за имиџот. Особено, да. Еве, ајде да спомена Естонија исто така. Го наметна прашањето со естонците. Дали сме толку послаби од естонците? Не, се е доза на искуство малце со естонците, вака ако ме прашаш мене. Они се малце повисок народ се од нас, да ти кажам. Кај нас не е ни 2 метра просек. Или може би повисоките естонци играат одбојка, нашите повисоки? Играат кошарка, ракомет, ние гледаш како што викаат најдебелото е техничар, најмалото е либеро, другите највисокото средњак, кој одбрани да се позициите што одраѓање. Да, ама 3 европски поред. 3 европски, мислам дека ќе има и четврто, тоа сакам вака кога ветувам на јавноста дека ќе има, мислам дека ќе има и четврто, затоа што Грузија и Грчка ни се, и Грција да видам покултурен. Ќе биде интересно, мислам ќе се играат во Скопје 2 утакмици или една, не знам како е, затоа што е преместено следното европско, мислам дека пак оваа јавност и оваа генерација, мислам, дел од постарите играчи ќе дојде време да се пензионираат, да им дадат на помладите. Ќе се пензионираат ли некогаш? Како тргнале не планираат? Не знам, Бранко, тоа треба да ги прашам некој, еве, сите сака ја да се пензионирам, ама ја не сакаат. И некој дел ме пензионира, мислам дека ама Македонија како национална
репрезентација на ОДБК без мене е како мислам без една нога, така да го кажем, или без нога. Без еден шраф. Без еден шраф, без шраф, нели се распаѓа целиот организам. Моторот, брат. Да. 2019 во Словенија 17-то место, мислевме дека тоа ќе ни биде највисокиот дострел, 23-то место Финска 2021, меѓутоа дома и во Италија. Отпатувавме за Италија со авионот, нели тогаш заедно со полјачите. Чартер. Да, со чартерот, 16-то место, тоа е највисокиот пласман досега. Имаме ли шанса нешто плюс да очекуваме на следното европско или ќе ни биде приоритет да се пласираме на следното европско првенство? Ја би прво да се пласираме и со време натака за да иде. За мене ми е нешто интересно, ова младиве деца што се више 20 на години што доаѓаат да го сетат тоа и вреди да се направи нешто за нив да го сетат и тоа европско првенство, бар у група да отидат да идат еден поен, но дали треба, не знам, да се направи со булдужеро да се собере све да се фрли во ендек некој или не знам било каде. Ама си треба да подмладување што се треба. Каква ни е одбојката во моментов? Вака сега да констатираме само во секоја прилика кога имаме прилика, потенцираме дека практично репрезентативците не се создаваат во репрезентацијата. Тие се создаваат односно играчите се создаваат во клубови, прво во младинските категории, после во сениорските категории на клубовите, ако не дома, тогаш во странство, и тие се собираат одредено време во годината со акумулирано искуство и знаење и доаѓаат да покажат што знаат и умеат и гинат во наводници за дресот на државата, на земјата која што им овозможила да играат таму каде што играат. Во каква состојба моментално ни е клупската одбека? Машка клубска одбојка, знаеш како? Доаѓа да се презентира македонска одбојка во странство, не само машка и женска, а доаѓа да се презентира некако дека имаме добри клубови, дека имаме све, но почна некако многу странци да доаѓаат да се фрлат пари безпотребно, според мене, да те прашам, во одбојка, што е машкава особено. Средствата се оправдани само ако има ефект резултат. Ефект. И сега да бидеш шампион на Македонија, ти е што да ти кажам, во градинка да имаш нешто такво најголемо, ама убаво е да се афирмираат малце, викам повеќе македонски, еве, ја играм во работнички, што имавме до душе еден странец бразилец, но не се покаже успешно, пак си играше македонско детенце. И тоа детенце, например, сега тоа треба да напредува, не само он сите, ние сме македонски производ, која ќе видиш, а во играчки карактер нема деца што, мислам, така да дојдат да потегнат, да видиш некој талентче за да биде, како што спомна тие категориите, прво се почна или од пионерско, до се прави прво природна селекција, потоа принудена селекција, одбојката ти е друга. Потоа кој сака да игра, значи си има чекори во селекцијата. Да, одбојката ти е малце подруга, некој ги рипа тие пионерски школи, ги рипа тие кадетските школи, па ќе доаѓа директно во на младинско. Па тоа е како куќа без темели. Па брат, онма куќа и у небо ќе ја градиме, не може, мора да има темели. И сега доаѓа, например, ако си ги рипнал тие, прво ти доаѓа техника, нели, да почнеш да одиш, па да трчаш, па да тапкаш со топката, па да скокаш. Ја така тоа го викам, мислам дека ќе биде боле, кога... Не знам кога, брат, зачитам малце. Дали скоро или не? Па не знам скоро, дали е скоро, сега утре, задутре, ама мислам дека ќе биде, мислам може тоа ќе бидам јас селектор на Македонија еден ден да... Најаваш, имаш желба? Брат, зашто сви имам лиценца, образование? Да, све ќе направам, за ако треба Македонија да се води, брат, и на, што се вики на глава ќе дам. Добро, сега ни следуваат мечеви со Азербејџан и со Белгија, а потоа со Хрватска и со Шпанија. Можеме противник по противник да видиме што не очекува или што е она што го знаеме за противниците? Ние ќе ги анализираме кога ќе отидеме сега во Белгија, мислам Азербејџан не е толку јака, имаме добар исход со нив, ја од сум репрезентација, стално сме ги млателе. Многу зборам некако така народно рече. Сленговски, да, некако скопски ептен. Некој мора да биде уникатен. Да, Белгија падна тука во прошлата Златна лига, 3-2 ги чукнавме, ама таму изгубивме па многу. Ние сме задоволни со една победа Азербејџан, да ти кажам, така е некако мотивот на цела вако не екскурзија, сега загревање некој, доаѓаме да си поиграме малце сега со репрезентациите, ја многу сакам да се поигрувам со репрезентациите, да ти кажам, и баш ми е кеф. А што правиме со Хрватска и со Шпанија? Малку посериозно треба да се... Да, ја мислам дека хрватите ќе го играат пак финалето во Европската Златна лига, мислам дали со руманците, дали со овие чесиве,
Добри се, брат. Добри се, високи луѓе се, високи играат во Италија. Природно високи се. Играат во Италија, тој коректорот им е на хрватите стварно меѓу топ 5 поентери во Италија. Италијанската лига е една од несилните, долги години ја кроеше светската одбојка. И уште ја крои, човече. Па добро. Еве со италијанците кога бевме на тие кеф да ги гледаш, брат, прво. Како изгледаат, па после како со со стил бе. А шпанците? Шпанците што знам, Барселона, на идеме на Ибица. Јаки се и тие имаат добар дизаж, игравме на медитерански игри против нив. Знам и скокачи се така, мислам, тоа песокот што си по плажите таму што си играат секој ден, ама добри се. Се си има свој ефект. Ке ја повикаме помошта, повика пријател, велат на некој од квизовите, да, Јована Костадиновска. Во меѓувреме пред да дојде Јована, само да констатираме дека денеска е денот на пожарникарството во Македонија. Точно. Сега годината не ја запаметив, еве ја годината. 1836. Да, сакав да ја кажам, значи добро сум ја запаметил. Основани се првите професионални противпожарни служби во Македонија. Овој ден се празнува како ден на пожарникарството во Македонија. Јована повели. По најавата. И како Јована повели. Чекам со што ќе пука се. Знаеш што, интересно е многу вака, кога ќе те видам на прво велам дали како малку гледаше пожарникарот Сем. Ништо. Па затоа посака да пожарникарска ништо, сега има на Чикаго Фајр, има некои серии. Ништо не сум гледал, желба. А искрено да ти кажам, размислувам да те прашам дали повеќе те бараат за гасење пожари или за карти за надпревар. Ај, ова за карти на европско беше недавно некои на пријатели. Да, човече бареме за друго. Не, нас не ни следат сега 500 карти, ни следат 10 карти од утакмица и ние не се научивме да купуваме карти. На крај дојде да ти кажам, Јована, дека татко ми и мајка ми дојде на крај да си плаќаат за европска. А за пожарна не да Боже што се вика пожарникар да ти влезе у куќа, тоа значи лоша работа. А вака да ти влезе на гостија, добра работа. Зависи за што ти доаѓа. Да. Добро, интересно ми е дека двете професии, да речам, се не типични, вака човек на прво кога те види се не типични по твојот физикус. Двете професии, но ти ги рушиш стереотипите, велиш јас сум најдобриот пожарникар и според така вели. Да, и така велиш за новата генерација, а ќе бидеш. Ќе бидам како нова генерација. Но ги рушиш стереотипите и со постигнатите резултати во одбојката. Точно, а знаете дека во пожарна работи спортист на годината 2007 што беше Иво Цветковски, сега командир на прво оделение за урбана средина. Командир, да, командир. Командант е оној највисок. Ќе го споменеме сега и командантот, да. Добро. И тој на пример е исто што викаш ти стереотипите, не, карати што изгледа стварно страшно и баш кој што треба еден пожарникар да изгледа. И да ти кажам, ова му го кажав и на вас ќе го кажам, пожарна има само еден што ме тепа пинг-понг, а овој командирот Иво Цветковски си го, мислам и дека гледаат сега у пожарна, и дека го штракам со левата рака. Добро, јас сакам да ја поздравиме против пожарната бригада на градот Скопје. Секогаш сме имале фантастична соработка, искрено ме изненади годинава тоа што немавме соработка со командантот, така, тој ви е главниот. Неколку пати го баравме, упативме покана да ни дојде гостин на денешниот ден, но ете, не добивме никаков одговор, но Звонко Томески, предпоставам, да, за го зборуваме за Звонко Томески. Да, за него зборуваме, но ајде таа тема на страна за убавите работи да зборуваме. Велиш, професијата си ја сакам најмногу на светот, си се пронадов во професијата, но одбојката ми е љубов. Љубовта останува за цел живот, без разлика кога ќе решиш да се пензионираш. То нема. Добро, како се снаоѓаш одеднаш и со она што го сакаш и со она што ти е љубов, да речем, и со она што го правиш на двете страни. Како се снаоѓаш? Одат ли паралелно? Не требаше да дојде. Не, се шалам. Како? Абе, добра работа е, знаеш како има време, дека работиме по 12 сати, па некако е 12 сати работиш, 48 сати. Не, 12-24, 12-48, па имаш време за све буквално. Таа ноќната смена малце ми е потешка, зашто никогаш не сум работел ноќна смена, ноќно дежурство. Ама па се снаоѓам и со тоа, и со тренинзи се снаоѓам и со све. Тренинзите, физичките подготовки, исхраната,
Барем тука Слушай, кореспондирате. може да си изрекламирам нешто? Повеќе. Jer мојата реклама ќе биде ресторан Долно Јеловце Конак, најубавото место ресторанот што е, и мора да дојдете да си осетите мир малце во Ќе не душата. поканиш? Да ти кажам, И сега да ме така разочара кажам, да. на крај, оти велиш многу добар домаќин сум и сега ми се ќе кажеш јас како Ќе не добар поканиш? Како домаќин. добар Ќе ни домаќин, да, спреми? тоа е. Аре, ќе ни спреми, да, спремам. слушай, се Ја, ти спрема, види со затоа што тој ресторанот. ресторанот е, па што ця тука да ви спремам да ви правам. Па не, тоа на Ќе работа ми се отвориме ќе се којна. пофалеш. Идеме, да. Треба и ќе отвориме. Не, иначе фала да ви кажам, и премногу ми се допаѓа дека сега ново студио, ново све. Таму мислам снима камерата, а ми се допаѓа сакам пак да дојдам на гости, ама да биде нешто Ќе те така, поканим. ме, Без да по-дома. кажеш ти Ќе те ќе беше поканим. поканен. Да си дојдеме, да си правиме, сите што ме гледаат, што ме знаат, згонен поздрав, гледајте ја Македонија, бодрете, не пцујте, не карајте, силите што ни се толку, сите Даваме се даваме од максимум, себе, сите даваме И максимум. купете карти да ги полниме трибините. За Може картите така. 100 денари беше карти сега во Струмица беше 100 денара карта и за 100 денара карта сите гратиси бара. Замисли, а да е 500. Бе. А се надевам дека ќе А замислите да на европско дека ќе ни се ќе ни се смени малку повеќе. Мајндсетот. Така сакаме да кажеме Добро, поново. да, мислев Dark културата за навивање. Mindset. Добро Dark и за Horse, поддршка. Македонија, Благодарим. благодарим. Шаби. Фала. Шаби. Се гледаме. Да. Благодарим.